Почитувани, добре ни дојдовте во најновото издание на емисијата Спортот Рум со Мики, емисија посветена за спортот, за се она околу спортот, во спортот, се што има поврзано со настапите на нашите спортисти и спортски колективи без разлика каде и да се. Нема да должам многу, бидејќи денеска имаме и специјален гостин, затоа одиме веднаш со информациите од фудбалот. Прволигашки фудбал немаше, но затоа прволигашите ја искористија паузата да си одиграат пријателски контролни надпревари, а фудбалерите на Тиквеш и на Работнички одиграа еден пријателски, комеморативен, хуманитарен, како сакате насловете го, надпревар. Овде во Кавадарци овие две екипи одиграа надпревар во чест на трагично починатиот Андреј Лазаров, кој што ги носеше и дресот на Тиквеш и дресот на Работнички. Ке бидам краток, ке се обидам да бидам брз и ефикасен. Пред почетокот на надпреварот, капитените на двете екипи, заедно со главниот судија на надпреварот, положија цвеќе пред муралот на Андреј Лазаров, кој што се наоѓа на градскиот стадион во Кавадарци. Беа присутни, да спомнам, и родителите, роднините, пријателите на Андреј на трибините. Почетниот удар го изведе малечката Ања, внуката на Андреј Лазаров. На почетокот двете екипи со едноминутно молчење му оддадо достоинствена почита, потоа во 16-тата минута судијата означи прекин и публиката со едноминутен аплауз му покажа фактички на Андреј Лазаров дека вечно ќе живее на градскиот стадион во Кавадарци. По првото полувреме, Тиквеш со головите на Емануел Лавал, Муса Гуел и Окере водеше со 3-0. Почна второто полувреме, Работнички успеа да намали дури на 3-2, меѓутоа со голот на Голубов, Тиквеш ги постави конечните 4-2. Сега, што се однесува до прволигашкиот фудбал, да ви кажам дека наредното коло во првата македонска фудбалска лига почнува веќе во четврток. И тоа во Куманово. И тоа со надпреварот Башкими Тиквеш. Значи, во рамките на следното коло, во четврток, играме со Башкими на гости. А потоа наредното коло во вторник дома со Силекс. Да си знаете. Втора македонска фудбалска лига, 22-ро првенствено коло. Резултати. Вардар Неготино Скопје 0-2, Шкендер Рачиново Беласица 0-0, Брегалница Охрид 1-0, победа Детонит 0-6, Осогово Слога 3-0, Кожуп Големо Конјари 3-0, Тетек Саса 3-0, Новаци Преспа 2-0. На табелата Скопје го превзеде врвот со 50 бодови, а на второто место Охрид, Брегалница, Штип и Шкендија Рачиново имаат по 49. Тука некаде се Беласица, која што го брка тоа пето место, има 44, но и Новаци кои имат 42, Осогово кои имат 42 и Новаци кои има 40. Во зоната за испаѓање и натаму се Вардар Неготино, Преспа Ресен, Победа, Слога Виница и Големо Конјари. И тоа Вардар Неготино, најблискиот конкурент во зоната на баражите, му бега 10 бода. Тоа е Саса. Вардар има 15, Саса има 25. Ке биде интересно во втората македонска фудбалска лига. Трета фудбалска лига, група Југ, резултати од 18-тото коло. Во дербито во Дисан, Венец Борец 0-1. Превалец Бучин 5-0, Питоголи Младост 3-1,
Башкими Влазними јуниор 3-2 и Ултрас Тополка 4-1. Слободни беа екипите на Млекар и Росоман. Во следното коло, само да спомнам, Росоман дома ќе игра со Превалец, а Венец исто така на домашен терен повторно го чека Млекар. На табелата во третата Лига Југ води Борец од 46 бодови пред Превалец од 40, Ултрас има 35, Венец 34. Следуваат Питогули на петото место со 26, Башкими со 24 и Росоман со 24. На последните две места, двете, јас ке речам, веќе испаднати екипи со оглед на фактот што се откажаа од ова надпреварување. Нема да видите резултати табели од футсал надпреварувањето на Македонија, бидејќи во првата футсал лига се одиграа само две средби од 15-тото коло. Клими, проект 1:10. Инаку проект е лидер на табелата. Шкупи Бал Ајакс 8:3. Реков, проект води без пораз 45 бода, Кеги Моби на второто има 29, Форца има 25, Шкупи 20, Клими е на петото место со 19 бодови. Во следното коло Клими ќе му гостува на Кеги Моби. Нешто порано се одиграа средбите од втората футсал лига, еве ги резултатите. Овче поле Се Универзити 2-6, ССК Скопје Железарец 1-4, Каршијака Карадаку 20:5. Конзули Партизан Југ 8-6 и Кратово Фудбал Старс 2-6. Црна Река во ова коло беше слободна, а во следното коло Црна Река гостува на Се Универзити. Железарец во оваа конкуренција води со 37 бодови, Се Универзити има 36, Каршијака 31, Црна Река на четвртото место има 30. Одлично позиционирани. И сигурно забележавте дека малце на брзина го спука фудбалот, сога на фактот што на вистина морам да признам, разочаран тотално од кавадарчани, од кавадаречката публика. Се игра пријателски, се игра хуманитарен, меморијален надпревар, се игра во чест на Андреј Лазаров, кој на таа публика и приредуваше безброј радости додека го носеше дресот на Тиквеш, и публика двајца без тројца. Срамота. Значи, има време и за лозие, има време и за врзување, надпреварот се играше во 13 часот, имавте време од собрање да си појдете, да влечете прачки, да кроите, да врзувате, да што ти ја знам, се да прави, и да си дојдете на утакмица. Меѓутоа, катастрофа. Времето убаво, прекрасно, можете внучето за рака и на стадион. Меѓутоа, тоа е нашиот кавадаречки менталитет. Затоа, пак ќе речам, тотално сум разочаран. Машка ракометна Суперлига. Трето коло плейоф. Алкалоид Тиквеш 40-25. Очекувано. Бутел Еврофарм Пелистер 25-41. Очекувано. Дербито на ова коло Вардар Охрид ќе се игра на втори. Тоа ми се чини четврток. Поради фактот што Охрид играше во ЕХФ купот со Олимпијакос таму и забележа победа. Сека чест за охриѓани. На табелата Вардар има 46 бода, Пелистер 42, Охрид има 40, но Вардар и Охрид, реков, доправо треба да играат. Алкалоид има 38, Тиквеш 24, Бутел 22. Ова е значи плейоф сегментот. Во следното коло, дербито во Битола го играат Еврофарм Пелистер и Охрид. Бутел ќе го пречека Алкалоид, а во Ковадарци доаѓа Скопски Вардар. Во плейаут лигата Куманово Еврофарм Пелистер 2, 37-29, Струга Прилеп 25-31 и Радовиш Пролет 17-19. Значи, нека не ме буни што на еден слайд се резултатите, тоа е Суперлигата, плейоф и плейаут сегмент, и табелата, која ќе ја видите, оние од првото до шестото се плейоф, оние од седмото до 12-тото се плейаут. Таму Прилеп води со 26 бодови,
пред Пелистер двојката со 23, Тинекс Пролет има 19, па Куманова 11, Струга 7, Радовиш без бодови во првата машка ракометна лига. Вардар Неготино дома го совлада тимот на шампион со 38-29. Кичево загуби службено бодови од Јехона 0-10. Мултиесенс Младост. Овој надпрев беше битен во првата лига бидејќи беше дерби. 39-27. Ептен дерби, 12 гола разлика изгубија. Ке видите зошто кога ќе ви кажам за табелата. Македонија Џорчо Петров Драчево јуниор 27-27, Овче поле Текстилец 24-27 и Партизан Аеродром 32-28. Мултиесенс ова конкуренција има 2 бода повеќе, има 36, 2 бода повеќе од Младост, кој има 34. Токму овие 2 бода од меѓусебниот дуел. Па Драчево јуниор 29 и Вардар Неготино 26 на 4-то место. Во женската Суперлига Џорчо Петров граби кон уште една титула, Металург Џорчо службено 0-10, Вардар Пелистер 37-26, Астимо Чаир 30-35 и Спартак Куманово 32-28. Џорчо е прв со 35 бода, Чаир втор со 32. Понатаму Вардар 20, Металург 17, меѓутоа Металург одамна го заврши своето во оваа конкуренција. И за крај ни остана кошарката. 21-во предпоследно коло во машката МТЛ кошаркарска Суперлига. Пелистер Тиквеш Голден Игл 82-88. Се надминаа себе си кавадаречките кошаркари. МЗТ Работнички 97-93 по продолженија. Ангели Чаир 78-85, Куманово Кожув 89-82, Феникс Маđари 72-82 и ТФТ Гостивар 87-82. Сега внимавајте малку на табелата. ТФТ и МЗТ лидери. 1 и 2 стартна позиција, 40 бода ТФТ, 39 МЗТ. 35 има Пелистер, сигурен. Маđари на 4-то место има 32, колку што има и Кожув. Маđари можеме да кажеме дека е сигурно, меѓутоа на Кожув уште му се ниша столчето. 6, 7 и 8 место. Куманово, Тиквеш и Чаир по 31 бод. Подсетувам, Маđари Кожув 32. Работнички има 29, меѓутоа Работнички заедно со Феникс, кој исто така има 29, ки игра плејаут, ки играат и Гостивар и Ангели. Сега, нека стои табелата за да ви стане јасно што зборам и како зборам. Во следното коло, последно од овој круг, значи 6 најдобри ки играат плејаут. Они останатите 6 ке разигруваат во плејаут. Кожув, кој што е 5, игра дома со Пелистер. Пелистер загуби Тиквеш, на некој начин сигурен е пред плејофот, 3-та позиција, не може нагоре, не може надоле, меѓутоа на Гигаличани многу им е битна оваа среда. Маđари игра дома со Ангели. Затоа реком Маđари е на некој начин сигурен, бидејќи претпоставам дека веќе одамна му се пишани бодевите од овој дуел. Куманово му гостува на Работнички. Работнички е свесен дека ќе игра во плејаутот, меѓутоа му треба многу подобра стартна позиција во плејаутот, заради оној надпревар повеќе дома. Значи, Куманово му гостува на Работнички, а Чаир дома игра со МЗТ. МЗТ го гледав синоќа, многу повредени, меѓутоа не одиграл ништо, ама баш ништо со Работнички, бидејќи Работнички буквално сам се победи. Кога ќе ги оставите Виксе Ефремовски и Александар Костовски да шутираат од 15 метри, неизградени позиции, само кога да шутнат, они мислат дека се снайперисти и дека е тоа така. Гостивар игра со Феникс, тоа е дерби на дното, и Тиквеш, Голден Игл, овде во Кавадарци, го пречекува лидерот ТФТ. Сега. ТФТ ја има стартната позиција број 1. Меѓутоа ќе сака да ја одбрани таа стартна позиција. Зошто? Затоа што при евентуално финале со МЗТ, ако ТФТ е прв,
тогаш ќе има надправа повеќе на домашен терен. Само за тоа. Не знам како стоат во меѓусебните дуели, ми се чини МЗТ е подобар. Меѓутоа сега што се случува? Што ќе се случи ако Куманово, Тиквеш и Чаир заедно победат сите? Значи Чаир го тепа МЗТ, Куманово го тепа Работнички, а Тиквеш го тепа ТФТ. Ке имаат по 33 бода. Што ќе се случи ако Кожув загуби од Пелестер? И тој ќе има 33. И тука ќе се гледа кош разликата. Куманово е најдобро. Сега за сега. Мене ми чини има 20-30 коша повеќе од Тиквеш. Ако дојдеме во ситуација да Кожув победи, Чаир предпоставам да загуби МЗТ, зашто и МЗТ ја брка таа стартна позиција број 1, ќе останат само во меѓусебен дуел Куманово и Тиквеш. А во меѓусебните дуели Куманово е подобро. Загубивме 17 разлика, ми се чини во Куманово, дома тепавме 2-3, не сум сигурен. Или евентуално ако дојдеме меѓусебна пресметка со Чаир, тогаш ние сме подобри од Чаирчани, меѓутоа многу сме послаби од Кумановчани. Затоа ќе мора да се наредат многу коцки во последното коло од кошаркарската НТ Суперлига и Тиквеши да продолжи да игра во плейофот, а не во плейаутот. Женска кошаркарска Шпаркаса лига, таму се одигра 18-тото коло, Патриот Про Баскет 82-58. Патриот постојано така прави, во финишот ќе земе 2-3 странски кошаркарки, лесно му е после. Тоа го стори сега во самиот финиш на првенството, меѓутоа веќе сигурен е дека ќе игра плейаут. Спортим во Неготино го победи МЗТ 65-60. Крива Паланка ја оправда улогата на фаворит, го победи Бадел 81-59 и Баскет Кам ја продладочи кризата во своите редови. Баскет Кам, актуелниот шампион освојувач на купот, повторно, по трет пат сезонова, загуби дома од Вардар со 48-55. На табелата Крива Паланка има 33, Баскет Кам и Вардар по 31, Бадел има 30, 28 има Про Баскет, па 23 МЗТ, Патриот 20, 19 има Спорт Тим. Во следното коло Вардар во дербито игра со Крива Паланка. МЗТ во Скопје го пречекува Патриот, Бадел ќе игра со Спорт Тим, а Про Баскет ќе се обиде да го искористи моментот на Баскет Кам, тоа што ги зафати криза. Значи во Кавадарци Про Баскет го пречекува Баскет Кам и ќе биде многу интересен дуел. Во женска конкуренција првите 4 играат плейоф, они од 5-то до 8-то место плейаут. Што друго да ви кажам? За крај, дефинитивно за крај, имам да ви прочитам нешто, една убава, пријатна вест, ми дојде, како сакате, значи, ако мене ми доаѓа, исто и како на вас да ви дошле. Ми дојде од Центарот за боречки вештини Будо. Доцна синоќа го добив известувањето, информациите и сега ќе ги споделам со вас. На 28 и 29 март, значи викендов, членовите на Центарот за боречки вештини Будо водеа борби на два фронта. На 28 март ММА борците, тоа се борци во мешани боречки вештини, значи оние во ринг, Јордан Џошев, Дарко Димитриев и Илија Митрев настапија на силниот ММА настан BFC4 Gladiators. Тоа Bosnian Fighting Championship, кој што се одржа во Тузла, Босна и Херцеговина, каде што Јордан Џошев во фајт кардот на главниот евент беше поразен од домашниот борец Кенан Омич, а додека Дарко Димитриев и Илија Митрев се бореа на турнирот кој предходеше на главниот настан, каде што Илија со една победа и еден пораз не успеа да се закити со медал, а Дарко Димитриев извојува убедлива победа над противникот од Дагестан, Артур Магомедов, со судиска одлука
а во финалето кој беше дел од фајт кардот, извојува победа и освои златен медал против домашниот противник Елведин Шечич, со прекин во третата рунда со гушење. Честитки! На 29 март, 5 борци на клубот за бразилско џиу-џицу Будо настапија на државното бразилско џиу-џицу првенство со кимоно, односно џи, кој се одржа во Велес, каде што иако на повеќето од нив му беше прво надпреварување, направија одлични борби и се закитија со медали. Ива Колева, конкуренција девојчиња 14-15 години до 55 килограми, бел појас, златен медал, прво место. Петар Темелков, машки, 14-15 години до 67 години, бел појас, златен медал, прво место. Димитар Јошев, сениори над 18 години до 69 килограми, сребрен медал, второ место. Лео Костов, сениор, над 18 години, до 94 килограми, златен медал, прво место. И Лука Ѓошев, во конкуренција на машки, 14 до 15 години, до 84 килограми, го освои шестото место, за жал не се закити со медал. Да напоменам дека Ива Колева, Петар Темелков, Лука Ѓошев и Димитар Јошев, ова им беше прво надпреварување, каде што направија навистина одлични резултати. Судија Д еден рекламен тайм-аут да дојде гостинат во студиото. Почитувани, специјален гостин, човекот кој што, па јас можам слободно да кажам, не е баш цела кариера, ама поголемиот дел од својата спортска кариера ја помина овде, во градов. И иако си е млад, јас ке речам млад, нема да речам релативно млад, ке речам млад, уште сега е легенда на фудбалскиот клуб Тиквеш. Капитенот Александар Брзи Вареловски. Добре ми дојде и да си ми здрав и жив. Фала на поканата право и фала на убавото представување. Не те прашувам до кога ќе играеме, претпоставам дека ќе играеме додека има сили. Така, и последниот пат, нели, го правиме тие муабет, тоа прашање ќе го оставиме само по време да си каже. Ќе си дојде само по себе, нели, како викам тоа. Да. Да не чекаш ти наследниците да пркнат, да поиграат и они, па да биде тато много и син. Много разлика, нема како. Брзи, со тебе ќе разговараме на, според мене, многу интересна тема. 2025 ја завршивте, како ја завршивте така, дојде до смена на тренери, имавме спонзори, немавме спонзори, и ето 26-та ја почнавме уште поинтересно. Нов спонзор кој што обезбеди пред се, ќе почнеме, значи ќе одиме поред, спонзор кој што обезбеди пред се квалитетни зимски подготовки во Турција. Во Анталија. Во Анталија бевте, така? Да. Колку дена бевте таму? 14 дена. И како се разликуваат еве сега тие зимски подготовки во Анталија со, да речеме, да ги одржавте подготовките овде во Кавадац на градски стадион? Има ли разлика? Сигурно има разлика, нели, да не кажем цела Европа оде во Анталија. Тоа заради временските услови или? Да, а тоа сакав да потенцирам сега, се случи една баш интересна работа, да кажам. Еве толку време одиме и во Анталија, не само нели со Тиквеш, јас поединично одам и со други клуби во Анталија, али како оваа година, што временските услови, да кажам, беа лоши за во Анталија, од 14 дена, па 10-11 дена имаше дожд, и тоа обилен дожд. И пак, на толку многу дожд, таму условите се перфектни, може да кажам. Нема вода на теренот, нема кал, значи за пријателските утакмици можности има да се играе со силни противници, така да како и да е, сигурно се подобри условите таму неголи во Македонија. Што е разликата меѓу тие терени и овие нашите? Еве сега, ти ги спомна условите.
И покрај обилните врнежи нема вода на терен, работи, како се вика тоа, дренажниот систем на стадионите, нема калои, кај нас малца да заврне, се собира вода, иако и кај нас е поставен дренажен систем, меѓутоа, очигледно, не е тоа. Така, знаете како, тоа е, нели викаме, обемна работа, мора да се почне, да не кажам, од нула, значи со сите тие услови, каде што ние, кај нас мора да има пред се уште барем 1-2 помошен најмалку, за да го зачуваш, нели, главниот терен. Таму тие терени може и климата е подруга, значи не може толку сигурно и климатските услови се подруги, али сепак јас мислам дека со добра организирана работа секаде може да има добри терени, али пак ќе кажам мора да има многу работа, да кажем и стручни лица дури само насочени на тој дел. Значи исклучува за одржување на самиот терен, ајде да не речеме изработка, него, нели, санирање на ред пропусти на самиот терен. Ти ги спомна помошни терени, го имаме спортска центар Јасмин, меѓутоа и таму пробавме 2-3 пати да го санираме, реновираме, ништо од тоа. Го имаме Марена, го имаме Сопот, кој што има исклучително, па можам да кажам соодветно квалитетен терен, меѓутоа колку е тоа добро за еден фудбалски клуб, денеска доаѓаш на тренинг во клубот, пали автобусот, ајде у Марена. Па од Марена врати се назад. Добро, во Марена има и соблекувални, има тушеви и ред други работи. Меѓутоа пак ќе речем, не е тоа. Знаете како, искрено превозот е најмал проблем. Еви, кога бевме во Анталија, патуваме по 20-30 минути, 15 минути до терен. Али теренот да е во идеални услови. Значи да е и помошниот терен во идеални услови, за да го чуваме, нели, главниот терен, не е проблем и патувањето. И мислам дека редно време не само во Кавадарци, тој проблем е секаде. Да не кажам дека и во Кавадарци дури главниот терен е еден од подобрите. Значи многу лоши терени има каде што сакаме да оде фудбалот нагоре. Посебно и за помошните терени. Терените каде што тренираат и малите деца. Значи условите мора прво да ни се дадат нас, нели викаме, и пред се и на младите. Затоа дете кога ќе почне да тренира, да има желба, да остане желбата кај него. Не само желбата, него што правиме ако тоа дете на негови 14-15 години на несоодветен терен, клизне, му загладе ногата, отиде предниот крстен лигамент, тоа значи чао на спортот за навик. Знаете како, нели, да не, јас секогаш сум човек што не сака толку негативното да го гледа, да го бара во тоа, што ако нешто се десе, нели, посебно за неубаво. Да не го мислиме тоа така, али да го мислиме позитивно, зошто да не биде на едно, па да не кажам, високо ниво сето тоа. Така да го мислиме, да размислуваме како, например, кај нас градот, не само кај нас градот, секаде во Македонија да има топ услови. Значи, да не биде да размислуваме, нели, што ќе биде ако одиме таму да се повредиме, се моментално се да. Баш условите за така да размислуваш. Али ајде да почнеме да размислуваме, нели, како би било кога ќе имаме идеални терени. А идеални терени е според Вареловски, тој нема да го каже, меѓутоа јас ќе го кажам, не бара многу огромен зафат некој си голем, значи потребен е според мене еден булдозер кој што ќе ископа дупка 10, 15, 20 сантиметри, ќе ја исфрли таа земја, ќе се постави нова земја, ќе се постави дренажа, ќе се донесе соодветна тревната подлога, а да не бидат бусени, бидејќи на времето беа бусени на градски стадион, на спортски центар Јасмин, па заради тие бусени настрадува и лигаменти, и задни ложи, и што ти ја знам, ред други работи, доаѓаше до кршење на скочен зглоб, на ред други работи, меѓутоа, како што кажа и Вареловски, време е на едно малце повисоко ниво да ја кренеме состојбата на терените, но затоа ќе ни треба и малце поспособни луѓе кои што ќе го работат тоа. Зборевме, нели, она за одржување, дренажни системи. Тоа е сета, нели, организација
и на клубско ниво, нели викаме, значи мора да се знае, нели, луѓето што го одржуваат теренот мора да бидат, според мене треба да биде секој ден присутен. Стручен и секој ден присутен. Значи, еве макар тренираме на градски. Да, окей, ако тренираме на градски. Али после тренинг или утре пред тренинг, 1 саат дојди, види што се оштетило, како се оштетило, па може да се санира. Дали треба да се наводни, Кога дали треба да се стави да. раѓак, да се изравни. Поситна, нели, викаме работата што се оштетила, може да се санира. Кога ќе се направи више, нели, голема разлика на теренот. Сега вака. Клубот на некој начин го превзеде господинот Цезар. Човекот ве однесе во Анталија, ви донесе странски засилувања, ви организираше таму пријателски контролни надпревари. Колку тоа влијаеше на вашата тактичко-техничка, кондиционна и секаква подготовка за предстојниот дел од сезоната. Тогаш предстој, нели, оваа Да. Нели викаме во тој дел многу не навлегувам јас, нели, на клубот е, нели, се уште пола да кажеме, да, али баш не е мило што ете Цезар дојде во еден момент каде што па може би најмногу ни требаше. Бидејќи убаво кажавте на почетокот, нели, со првите турци да кажеме, имаме многу голем проблем. Тука клубот Малаце дури беше во незавидна ситуација. Јас искрено мислев дека ќе дојде голема дупка. Не знам како, нели, со помош на градоначалникот како може да се спаси, иако еве тука сум скоро 8 години више поред. До сега се било екстра. Не мислев дека ќе го остави клубот, нели, така на цедило, али друго е кога треба не почнуваш од нула, туку почнуваш од дупка, од минус. И кога ќе ме олестиш работата на човекот кој што постојано дава, кога ќе ме олестиш малку работа, знаеш дека ако заграме негде тој ќе спаси, ама така да тоа ми беше, значи баш беше окей што дојде баш во тој период каде што требаше помош и на клубот. Ете се донесоа и странски засилувања. Можам да кажам дека 7 што дојдоа наеднаш, дечките се екстра, топ, брзо се прилагодија, тоа е многу битно. Значи, секогаш кажувам дека секој странец, посебно што иде од друг континент, значи, мора да му се даде простор најмалаце 6 месеци да се прилагоди. Не секој, нели, некој може за месец, некој може за 6 месеци, некој може за година да се прилагоди. Али ако видиш дека има квалитет, добро е да се остави, да му се даде време, да му се даде простор. Колку ти си задоволен како капитен, сега те прашувам, како капитен, како играч, активен во составот на Тикваш, од луѓето кои што дојдат. Па без разлика, сега ги спомна само странците, меѓутоа имаме и наши играчи некои понови. Јас искрено сум доста задоволен ради тоа што, нели, може да видиме и по самите резултати. Сите дечки се екстра, коректни. Јас барам пред се, тоа ми е многу битно, мене карактерски. Нели, сите се различни карактери, али сега за сега сите сме окей. Засилувањето, значи, може да потврдиме дека се одлични. Се вклопија многу брзо во системот на тренерот, каде што, нели, тоа е најбитно, да се вклопиш во системот на тренерот што го бара. Така да и више гледаме дека Тиквиш игра и добар фудбал, резултатски одиме на добро. Се надевам дека ќе продолжиме така, бидејќи сега не идат и малку потешки надпревари. Али ние нашето да го дадеме на теренот и мислам дека ќе биде многу добро. Не знам тие што го следат градскиот фудбалски клуб Тиквиш и што ја следат твојата игра. Вареловски играше десен бек, играше лев бек, играше центар хаф. И што сега некако една нова улога, некако задни везни, некако Тодоров и Најдовски ги оставивме младите на бековските позиции. Овде во она последна одбрамбена линија, тука ни е Рамадани, тука ни е новото заселување Камара, иако имаме тука
Камара е заден везен. Заден везен, да. Да. А Ибрахим Гал е странична игра по бековските линии, барем јас колку Не, Ибрахим е штопер. Да. И тука не е Дачо Мојсов, да не го забравиме него, Да. уште една наша легенда. Колку тебе ти лежи сега таа, јас ке речем, коректорска позиција, очигледно со оглед на годините не те дозволуваат многу да трчаш, веќе не си толку брз, меѓутоа Сакаш, ама не можеш. Сакаш, ама одлично ги затвораш Да. дупките кои што ги ствараат нашите виндбекови, односно нашите крила. Так. Кога дојде новиот тренер, нели Борче Христов, баш тој ме праша лично што позиција сакам да играм. Јас му кажав дека више бек реално не можам да го дадам тоа што се бара. Секој тренер нормално од бекот бара поише офанзивни карактеристики да има. Јас тоа не можам да го овозможам моментално, сега нели да не се лажем, сепак и години се години, али добро е што и тука многу добро се прилагодив на штоперска позиција, каде што можеби ќе кажам дека и искуството си го прави своето. Кога ја читаш играта, имаш више во глава многу ситуации, викаме дежаву, веќе видено, нели, од толку многу, нели, утакмици, надпревари се, така да можеби за тоа малку полесно се прилагодив тука, така да ете и убаво спомнати и многу утакмици сме играли со Дачо Мојсов. Сега двајца штопери по, да не кажам 40 години, а ние одиме топ. Така да некогаш и самото искуство... Тоа некој сте ми сумњиви. Ти повреден, па после ти кога ќе се враќаш па Дачо повреден, па некој да си правите нати го дајме го. Не, никој не се спомниме да повреди, а кај нас се чисто да го спомниме Дачо кој што беше повреден последниве 2-3 утакмици. Сега се враќа полека. Полека се враќа во форма. Па така, ние сме тука нели повеќе да помогнеме на младите. Значи кога треба да ги одмориме и нив, ние да настапиме тука една, две, три утакмици, еве со Мојсов да се менуваме кога треба на таа позиција, оти реално пак треба искуство посебно таму на таа позиција и гледам дека добро го прифаќаат сето тоа и младите кај нас. Еве добро и го користат, да кажам. Еве Никола Најдовски и Мартин Тодоров се нели наши кавдаречки деца на тие нивните позиции одат перфектно сега за сега, али мора секојаш може уште повише. Ги спомнавме странците, меѓутоа кавадаречката чаршија веќе си створи своји миленици. Го спомнавме Камара, значи оценките и муабетите за него нај. Не го спомнавме, меѓутоа сега ќе го спомнеме Муса Гуа, исто така и за него оценките се нај, а некако бразилчето ги освои симпатиите пак на кавадарчани, зборуваме за Лусијаниньо. Меѓутоа и останатите, ти го спомна Ибрахима Гал, кој што е штопер, меѓутоа знае да одигра и на страничните бековски позиции. Тука ќе спомнеме Сила, да. Десното крило, меѓутоа таму веќе блесна оваа сезона и Мартин Стојанов. Меѓутоа јас ке спомнам двајца млади. Благојче ли беше? Да, Стојчев. И ајде помогна ми офанзивниот Давид Голубов. Значи, исто така две перспективи на македонскиот фудбал кои што лека полека се вклопуваат во сето она ти што го кажа што го бара тренерот од нив. Така. Пред се кај нас младите деца мора да знаат, да си го всадат во глава, мора да го искористат моменталниот тренер, бидејќи тој негова млади играчи. Сака што повеќе да играат млади играчи. Им дава многу шанси. И тоа да го кажеме, странцеве не се многу стари. Сите се млади. Сите се млади. Да. Искрено сите се млади. Така да гледаме дека сите, како што кажавме на почетокот, сите добро се прилагодиат и тука ќе го спомнеме и Милош, нели штопер од Скопје детето. Исто така сите добро е што се прилагодуваат брзо, посебно тие млади дечки каде што знаете како ако не се прилагодува, ако некако стои за ценка, брзо се откажуваат. Брзо реагираат зошто не играм, зошто, знаеш, тешко ми е, не можам да се прилагодам.
Не треба така, нели, викаме да се... Јас се слагам со тебе, само како додадам оно дека и плюс треба да искористат секоја минута што тренерот ќе му ја даде. Да. Значи не е финта сега сакам ја да играм цело полувреме или зошто ја не играм стартер, ќе го пуштат последните 10-15 минути, не го нема на терен. И како сакаш утре тренерот пак да ти укаже можност, шанса, без разлика поголема минутажа или слично. Па реално, нели, викаме, секој треба да се искористи своите 5 минути. Значи, последни 5 минути да те пуштат, може резултатот да 0-0. Ако дадеш гол, ти си херој. Со 5 минути си херој. Така да мора и тоа така да го свата дека секоја минута е важна во фудбалот. Да се надоврзиме заедно, Благој Стојчев влезе во последните 10 минути со Брера, си даде гол. Така, и тоа влезе како бек од бранбен играч. Меѓутоа си даде гол, пак ќе речем. Така да... И едноставно, мене не ми е сватливо кога ги слушаме од публика, кај се нашите деца. Кај се нашите деца? Нашите деца добиваат можност, без разлика 2, 5, 10, 15 минути да играат, и тоа кога ќе пуштат ги нема. И сега нормално дека тренерот ќе пушта другото младо. Тоа ќе ги искористи тие 5 минути после нашите деца. Па тоа е тоа што тој наш менталитет некако, не знам. Јас сум добар, мене тренерот ме мрази. Не, мора да го искорениме сето тоа, кај нас, пак ќе кажам, мали, нели, градови сме, мала држава, некој многу е насочено за моето, за нашето, за се. Сите сме наши деца. Значи, сите овие деца дошле за кавадарци, за тиквеш, нели викаме, за моментално он е утиквеш. Он е наше дете. Мора така да го негуваме. А со тек на време ќе дојдат, нели, ќе ги спомнеме тие наши деца, кавадаречки деца. Ќе дојдат, тие се секако тука. Ќе му се даде нив шанса, ќе му се даде прилика, а моментално на сите му се дава прилика. И шанса. Така да... Ќе тргнеме поред, ги спомнавме Најдовски, го спомнавме Тодоров, го спомнавме Вареловски, го спомнавме Мојсов, го спомнавме Тасев. Пет кадарчани има. Зицер. И сега најнормално е. Земаш 6, 7, 8 засилувања, не е што да ги земеш за да ги чуваш на клупа да седат. Па нели да, секој си заслужува во први 11 да си играе, така да кој ќе си заслужи тој играе, без разлика дали од кавадарци, дали од Нигерија или од Скопје или од било каде, така. Оти бидејќи сите бараме резултати. Еве гледаме дека сега во последно време ни се резултатите на добро ниво. Одма има позитивна енергија, се шири, никој не прашува кој играл, што играл. Значи, кога има позитивни резултати, се друго е неважечко. Почнавме, чекај, не само што имате нов тренер, имате комплетно нова тренерска структура, има и новинки во управијата, имате нов спортски директор, колку ти како капитен, да не речам председател на синдикатот на фудбалерите, капитен, нели, си задоволен од соработката со униформост, она што тие го пружаат за екипата. Искрено, знаете како сето ова што се деси во последните 6 месеци, да кажам, е доста ново во клубот, а реално треба секој клуб да го има од старт, нели викаме, со спортски директор. Посебно еве гледаме дека сега стручен штаб, нели што кажавте, не е доста голем, али тоа не е доста голем, тоа е нормален стручен штаб кој што се има, нели, помошните тренери, тренер на голмани, и сега нели имаме и оние GPS-и, има човек задолжен за сето тоа, фактички за физичката спрема, нели, што ја гледа, така да сето тоа е едно добро во клубот, што се случува. Ви фали уште психолог. Па боговите со нашите глави, психологот е добро. Сега бев на лиценца за Б категорија за тренер и таму нели имаше и психолог, спортски психолог и нели обичен психолог. Искрено мислам дека стварно треба во секој клуб да има психолог. Бидејќи знам дека во големите клубови има. Зошто да не и кај нас? Знаеш како? Само не уште лошо го сваќаме психологот. Брзи промашал пенал на оваа утакмица во последните минути, тикваш испуштил победа, па брзи се разочарал. Нормално дека треба да поразговара малце со психологот, да го смири, да му каже: чекај бе, и Винисиус промаши пенал, па одма наредниот, па истиот он го пуцаше. Да, пак нели да се навратам, пак треба да гледаме на се позитивно.
А психолозите се за позитивни работи. Не е дека ние викаме психолог и кај нас нели одма мисла дека нешто ни фали. Добро, во стручен штаб е вклучен и Иван Шиков. Да, Иванче Шиков, последен тој се приклучи. Исто така и тој е една легенда на кадаречкиот фудбал. Бубе како спортски директор си ја брка неговата работа, Милена Славков како председател си ја брка неговата работа. Значи буквално веќе Давор нели тука како секретар, да. Тука веќе ви се сите коцкички од мозаикот полека се склопуваат. Така. Почнавме со Шкупи оваа пролет. 6-0, па ако не се лажам следува порази Шкендија и Силекс. Шкендија дома 1-4, гости Ѓорче 0-1. Да, па Силекс дома. Силекс дома 0-1, да. Меѓутоа во наредните 4 утакмици 4 победи, без разлика дома и гости. Да. И сега тоа не е проблемот. Немаме пораз 26-та, немаме пораз на гостински терен, двата порази што ги имаме се на домашен терен. Да. Може ли тоа скапо да не чини во борбата за што повисок пласман на табелата? Мислам, тоа губење борби на домашен терен. Да. Па нели до лани, дури некако и нас не е чудно, нели на играчите фудбалиерите, до лани беше обратно. На гости, па да не кажем од 18 кола имавме дали 5 бода можевме да земеме. Да, ама сите беа тесни порази, без разлика, зборувам сега за на гости. Сите беа тесни порази. Така да, ама знаете како, значи, пораз или поразот секогаш боле. Да. Посебно кога е тесен, посебно кога никој не те надиграл. Значи, како викаме, сепак нас не битен резултатот. А сега еве не се случат тие два порази дома, посебно нели со Шкендија и со Силекс, со екипи што се над нас. Ама мислам дека сега тоа ќе се исправи, каде што идат пак тие утакмици и мислам дека ќе потврдиме дека и ние сме во тој кош со нив да се бориме за горе. На Брера и дадовме 6. На Шкупи му дадовме 6. 2 пати по 6. На Арсими му дадовме 5. И која беше четвртата екипа? Од овие последни 4? Па нели Пелистер дома. Пелистер дома. Ајде таа братска е. Че речеме братска, ама минатата година кога ни требаше за опстанок, браќето некако не го цртаа грбот. Да, али сепак 6-6-12 и 5-17, 18 гола на 4 утакмици. Да. Не памтиме кога последен пат се десело тоа. Некако имавме проблеми мака со таа реализација. Па да не кажам дека многу често ја имавме таа или мака, тие проблем со реализацијата. Беше многу жално што правевме многу шанси, а не постигнувавме гол. А сега значи и нека продолжи така да не го урочи мисијата тоа, нели? Сега за сега, значи, овој концепт на игра се надополнува со многу голови. Каде што може некогаш, нели, викаме и среќа треба да е присутна и се, али сепак не е малку што кажа ти на 4 утакмици 18 гола. Последната утакмица ќе ја земам за пример, некако поведовме 1-0, Брера израмни 1-1, меѓутоа тој гол што го примевме некако како да не налути. Па следува уште 5 во мрежата на Брера. Искрено, ако го примевме голот, значи сега со сите резултати, со сето тоа што сме, нели, испремни физички и психички, што си имаме наша филозофија на игра, искрено многу не ме раздрама. Значи, знаевме дека добро беше што го примивме рано, више кога го примеш голот, и знаевме дека може да се вратиме многу брзо во позитивен резултат за нас. Така да и тоа и се случи, пак ќе кажам со малку среќа, нели, али сепак ние имавме многу притискавме, многу шанси правевме, али пак ќе кажам среќа беше на наша страна, каде што вториот гол, нели, со автогол се деси, после третиот гол нивна грешка, али таа нивна грешка можеш да ја искористиш. Така да се оде во наша полза и сакам така да продолжи, да остане. Сега една интересна ситуација, ја разлагавме на надпреварот со Брера. Мартин Стојанов, 25-та, 90% од неговите настапи беа на бековска позиција. 26-та, со доаѓањето на новиот тренер, некако му легнува офанзивното улога и ето го станува еден од
најопасните во нашиот напад. Ако се најде некој доволно квалитетен да му уфрли топка во празно, што викаме стручно. Така. Па нели убаво кажавте, 25-та имаше кај Мартин поише позиции, да кажам, го користевме. Али еве тука се случи тоа што се случи. Првите 3 кола играше тој како лево крило, нели тогаш беше и Ергенот, Иван Ивановски, тој играше шпиц. После се деси една утакмица кога ги сменивме само нив двајца. Мартин Стојанов отиде на шпиц, а Иван Ивановски лево крило. Двајца дадоа по еден гол, со Башкими беше тука 3-0. Двајца дадоа по еден гол. И после тоа си останаа така и ете Мартин си продолжи кај што е сега. И баш ми мило за него, бидејќи многу голем професионалец, пред се добар дечко, а и има фудбал во него. Пред самиот крај, дали пред утакмица и дали после утакмица, Александар Вареловски ми се обраќа на колегите од тимот, онака капитеански. Така, обично јас секогаш барам позитивно да влеземе на утакмиците. Со чисти глави, со глави дека сме стварно добри фудбалери, добар тим и секогаш тоа го преферирам да биде пред утакмица. Тука кај што си даваме една подршка, мотив. И на полувреме еве нешто не штима, не оди ово она. Така. Ти се случува ли да ти се спојат жичките и на полувреме малце како се вика тоа, поригорозно да ги искараш колегите? Искрено, брзо ми се спојуват жичките, али не ги користам толку многу. Затоа си брзи. Знам некогаш така да избувнам, нели, али сакам да имам граница на сето тоа. Бидејќи знам дека секој сака да го даде максимумот. Али некогаш, нели, викам, кога тоа не е во контекст на цела екипа, мора да се каже, без разлика на каков начин. Бидејќи да го кажеш и на поригорозно, ја не мислам ништо злонамерно. Мислам за да биде на крајот на утакмица добро. Така да сега за сега фудбалот е тимска игра. Да. Играат 11 и голманот игра 11. Так. Меѓутоа од тие 11 еден ако не игра, она како се вика синџирот, едната алка се скинала, џабе така, се. Убаво кажа сега баш со ова реченица, каде што ајде, нели времењата се менјаат на сите спортови се, порано може ако двајца, тројца ти манкат, може да се покриеш некој, али сега таков начин е фудбалот, нели, таква игра е каде што секој си има дадено задача и мора да се исполни таа задача. Еден малец ако нели не е тој ден како што треба, се осеќа одма многу. Некој треба да го покрие, треба да го се пробува нели да се покрие се, значи некогаш успева, некогаш не. Кажи ми ти мене вака, ќе останеме ли во тие 7 кои што директно остануваат во лигата? Искрено со овие победи што ги врзавме, си направивме малку поголем простор, иако работата не е завршена 100%, нели? Али направивме простор каде што малку се осеќаме по-лагано, да кажам. По-опуштено. Да, по-опуштено. Само да не се опуштаме скроз. Али тоа не е целата, нели? Да не бидеме да се бидеме опуштено, бидејќи кога играш по-опуштено, некогаш играш најдобро. Зборам, нели, за тој начин на опуштање. Се надевам дека ќе останеме во тие, јас сакам да бидеме дури 5-то место, еве го стигаме и тоа 4-то место, али не сакам да го мислиме сето тоа така, бидејќи не е приоритет опстанокот. Знаеме каде бевме, каде сме сега. Ќе дојдем до тоа 4-то место како последно во нашиот муабет. Следно гостување имаме кај Башкими. Да. Башкими знае да биде незгоден противник, меѓутоа не е нешто непобедливо. Ако продолжиме со ваквите игри, можеме ли да очекуваме позитивен резултат од Кубанов? Па искрено ние одиме да оствариме позитивен резултат и се надевам дека ќе исполниме целата. Сега во отсуство на луѓето, шефот, главниот тренер, значи Борче моментално бе отсутен со репрезентацијата, Ване Шиков исто така, кој раководи со тренинзите, се слушали твојот збор на тренинзите? Значи, нели, има уште еден помошен тренер, Трајче, нели, Стојковски, мислам беше, да. Столединовски е тука. Така да, со голманите? Да, со голманите, али сепак се они еден тим каде што функционира безпрекорно.
така да сега за сега нема потреба толку нели јас да се уклучувам во нивна помош, бидејќи како и да е, сепак сме професионалци. Може знаеме сега малку повише нели да се опуштиме, али мора да има граници и мерки тоа до кој степен оде, така да сега за сега добро и без Последното дефинитивно, после Башкими, нареден на домашен терен ни доаѓа Силекс. Стар должник ни е токму заради поразот во регуларните 22 кола, овде во Кавадаци. Ќе му се реваншираме ли за тој пораз и тука се тие 3 бода, односно сега моментално 4 бода разлика, меѓутоа со нови 3 буквално можеме да дојдеме егал со Силекс. Па баш и за тоа ќе биде доста интересна и таа утакмица, нели? Али прво мора да завршиме со Башкими работа. Значи одиме чекор по чекор. Да. После тоа ни следува тие 4 добри утакмици, да кажам, со потешки противници, да видиме и таму до кај сме и што сме, и мислам дека ќе биде баш фудбал за уживање. Градоначалникот Митко Јанчев нема што да го спомнуваме, сите знаат што вложил, како вложил и колку вложил во фудбал. Јас ке тргнам завршни твои зборови за самиот тренер Борче Христов, за самиот спортски директор Бубе и за самиот косопственик Цезар. Што таа тројка значи за фудбалски клуб Тиквиш? Хајде, ќе почнеме барем зборам сега за овие моменти. Така, ќе почнеме во Цезар, нели? Баш ми е мило, еден таков човек што дојде во клубот, како ко-собственик, што кажате. Ми се свиѓа тоа што, да не кажам дека секој ден е на тренингот, посебно тука иде тој многу често со спортски директор, со Бубе, така да иде доста често на тренинг, значи не како, пак малку ќе ги спомнам, али ајде, претходните нели што беа турци, да не можеш да ги најдеш. Тоа ми беше зборот, ми се допаѓа тоа што нонстоп се тука присутни. Цезар е наш прилепченец, не? Така, да, се кажа, да. Нонстоп се тука присутни, значи отворени за било каков разговор, било каква тема, нели, и за помош за некој ако треба, и за било што, секогаш се тука за фудбалерите, каде што тој дел е најбитен за фудбалерите. И може нели да кажеме дека некогаш кога нешто не интересира, јас можам нели лично да го прашам, каде што се однесуваме многу блиску, како другари, а многу малку време е тука. Тој дел ми се допаѓа мене, нели во споредба со нив двајца. Работата сега за сега оди како што треба. За Борче Христов, нели, кога дојде како нов тренер, искрено, нели, знаеме дека бил доста време во Карабах, 10 години, ако не се лажам, дека бил таму. Знаевме дека добар тренер, дека си има своји принципи на работа. Тоа си го каже или? Не, значи, за да знаеш дека некој Карабах, лесно е да видиш. Така да, си има свој концепт на работа, паш не се ги гледа сите резултати од кога нели дојден тој. Имаме многу малку порази, посебно ми се допаѓа тој дел што во гости ја исправивме работата. Зимаме доста бодови во гости и така да ете тој концепт го прифанавме ние како играчи, како фудбалери и се уште работиме на тоа. Секогаш може повеќе од сето ова, али сега за сега добро е што малку се искачевме на табелата и малку сме полагодни. Тоа Борче работи и ептен професионално и од друга гледна точка, забележуваме сега после секој домашен надпревар тренинг. Нема опуштање во собликување. Така, знаеш, секој тренер си има свој принцип на работа. Што правите на тој тренинг после утакмица? Ги анализирате оние пропусти што сте ги направиле или оно што сте требале да го направите, а не сте го направиле? Или чисто онака за релекс после утакмица? Па, после утакмица, нели, тие што играле повише релекс, другите се, нели, исто си мора да одржат појак тренинг, а сето тоа со анализи се случува обично пред утакмици, наши анализи на противникот, слабости, јаки страни, наши грешки, добри работи и сето тоа се вклопи во еден систем каде што оди сега за сега одлично. 26-та да се надеваме дека ќе помине така како што сакаме ние. Што понатаму? Твое мислење, имаме ли шанси со оваа управа, со овакви тренери, со овакви спортски директори, со овакви играчи,
до година да гледаме еден европски тикваш? Па, знаете како, кога оде нешто добро, не менувајте. Сега за сега сите гледаме дека оде добро, се надеваме, мада нели иде еден преоден рок каде што... Тимот што победува не се винува, не? Обично е така, да. И сега, нели, да завршиме работа ова 26 до мај месец, како што сакаме ние, а после тоа, значи, иде преоден рок каде што не знаеме што може да се случи, нели, посебно има добри млади играчи. Ако може сите да останат, ќе биде добро. Али јас посекувам пак, ако има опција да одат нагоре, нека одат, нели, викаме. Баш ќе ни биде мило. Али што поише ростерот остане исти, зборувам тука од тренер до играчи до се, нели, како што е сега, би било полесно да почнеме во новата година. Поуспешно, барам така мислим. Александар Брзи Вареловски. Знаете зашто го викат Брзи, ама веќе излежани му се гуртните и лека по лека на стоперска позиција го префрламе. Капитенот на градскиот фудбалски клуб Тикваш говореше за актуелните состојби во клубот. А вие да не слушате Брзи вака шо збори и да не си викате да бе, не е таа така вона, дојдете на градски стадион, уверете се во сето тоа што Вареловски го кажа сега тука во емисијата онака јавно. Да сте ми здрави, живи, среќни и весели, во некоја следна прилика со нови гости во студиото на Спортот Дом.